YouTube официјално ја представи новата Premium Lite претплата, која нуди гледање видеа без реклами по пониска цена од стандардниот премиум пакет. Оваа услуга е наменета за корисници на кои не им се потребни сите дополнителни функции на премиум, туку само непречено прегледување содржини. Со Premium Lite, корисниците ќе можат да гледаат видеа без реклами, но нема да добијат опции како преземање видеа за офлайн гледање или репродукција во позадина. Оваа претплата е особено привлечна за оние што не користат YouTube Music, бидејќи музичката услуга не е вклучена во пакетот. Цената на новиот план е значително пониска од стандардниот премиум, што го прави попристапен за пошироката публика. Сепак, засега оваа опција е достапна само во одредени региони, а не е познато кога ќе биде достапна глобално. Со овој чекор, YouTube се обидува да привлече повеќе претплатници и да им понуди алтернативи на корисниците кои сакаат искуство без реклами, но не сакаат да плаќаат за сите дополнителни премиум функции. Истражување на пазарот на половни смартфони покажува дека дури 80% од вкупната продажба ја држат само 3 брендови – Apple, Samsung и Xiaomi. Овие компании доминираат во категоријата на обновени и користени уреди, оставајќи мал простор за останатите производители. Apple е најсилен играч на пазарот, благодарение на високата вредност на iPhone уредите дури и по неколку години користење. Samsung следи со своите премиум модели од Galaxy серијата, додека Xiaomi се пробива со поевтини уреди кои имаат солидни перформанси и достапност. Зголемената популарност на половните телефони се должи на растечките цени на новите модели и се поголемата свест за одржливост. Купувачите бараат квалитетни уреди по пониски цени, а многу компании нудат реновирани смартфони со гаранција, што дополнително го поттикнува трендот. Очекувањата се дека овој пазар ќе продолжи да расте, при што водечките брендови ќе останат доминантни. Производителите можеби ќе започнат со нови стратегии за да ја контролираат препродажбата на нивните уреди и да го задржат профитот.